продолжуваме со точка број 12, полугодишен извештај за работењето на ЈПКД Лакавица Конче за период јануари и јуни 2025 година. Давам збор на представникот на ЈПКД Лакавица Конче. Добар ден, драги советници. Јас сум Ивана Атанасова, работена во ЈПКД Лакавица Конче. Значи, според законските обврски, ние мора да доставуваме месечни и шестмесечни извештаи до општина Конче. Значи, ово извештај се работи од јануари до јуни месец. Знаеме дека јавното комунално предпријатие Лакавица Конче има својство на правно лице со права и обврски одговорности утврдени со законот, статутот на предпријатието и актите за организирање. Истото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и за своји обврски. Значи, согласно со статутот на предпријатието и законот за комунални дејности, главни улоги на ЈП Лакавица Конче спрема корисниците се зафаќање на водата, прифаќање одведување на комунални отпадни води, собирање, изнесување, депонирање на комунален цврст отпад, чистење на јавни прометни површиња, подготовка на топол оброк за народна кујна, вршење на работи по програми на Советот на општина Конче и вршење на други споредни дејности. Значи, со оглед на зголемените температури, во овој период имавме, поради жешкото време, имавме поголем број на проблеми со водоводната мрежа во повеќе населени места, но тие исто така се надминаа. Тука само можам да кажам, можете во табелата да ги погледнете фактурираните и уплатените износи што се направени во овој период. Значи, за Конче изнесува фактуриран износ 776.188 денари, уплатени средства се 754.634. За Горни Липовик 62.400 денари, уплатен износ 55.883 денари. Фактуриран износ за Долни Липовик 283.688 денари, уплатени 308.034. Ракитец, фактуриран износ 311.117 денари, уплатени 283.300 денари. За Дедино, фактуриран износ 455.419, уплатени 465.349 денари. За Лубница 78.373, фактурирано наплатено 23.167. За Габревци фактуриран износ 68.174, уплатени 32.241. Значи, во овој период исто така имавме проблеми со фекалните системи во општина Конче. Имавме негде околу 75 интервенции кои беа решени од страна на ЈПКД Лакавица Конче. Значи, во Конче имавме околу 28 интервенции, во Долни Липовик 20, Дедино 5, Ракитец 10, Лубница 9 и Габревци 3. Во овој период исто така се продолжи со собирањето на комуналниот отпад и по населени места распоредено, значи, по денови. Габревци и Ракитец е понеделник, Дедино вторник, Конче среда, Конче и Лубница четврток и Горни и Долни Липовик петок. Како подружница е формирана народна кујна во општина Конче. Негде се прават околу 65 оброка, значи 50 се преку социјалното, 15 ги покрива општината. Значи, тука во повеќе наврати јас кажував дека од 72 денари многу малце е, значи, цената за тој оброк. Имаше од наша страна реагирано, ама се уште, значи, си стои таа цена. Значи, ние тука не можеме да обстанеме со таа многу мала цена за оброкот. Исто така, значи, во одржувањето на полските патишта и зимското одржување. Во овие месеци имаше и зимско одржување на полските патишта, каде што интервенцијата беше јака, значи, од страна на ЈПКД Лакавица Конче и сите патишта, значи, беа исчистени од страна на институцијата. Тука има наведено износи колку е, значи, спрема општина Конче фактурирано и исплатени средства, можете да ги погледнете, значи, во табелите. И исто така ги има приходите и расходите, значи, во табелите наведени. Ако имате нешто, можете да прашате. Во овој период, значи, поголема е расходната страна, односно приходната страна. Значи, околу 780.412 денари. Тоа е, значи, за овој извештај. А ако имате некои прашања? Дали имате прашања?
Да, да. Така што предпоставам дека добро ви се познати и работите. Тук само сакам да ви прашам приход од премии, субвенции, додатоци и донации. Имате 500.000 денари. Добро. Тие 500.000 денари од кај се? Значи тие 500.000 денари се од страна на општина Конче. Од Советот на општина? Да, од Советот на општина Конче. Тие пари се распоредени, значи, за исплата на добавувачи, што е правено претходно трошоци. Значи, во повеќе наврати нашата сметка на ЈПКД Лакавица беше блокирана и врз основа на тај проблем, значи општина Конче ни додели субвенција за исплата на поголем број за доминг и за Евана. Тоа изнесуваше точно 500.000 денари. Можеме ли да побараме раководителката за финанси, дали се согласува тие средства? Значи за периодот само од јуни, од јануар до јуни. Да, ама сепак да видиме дали се согласува тие. А дека е наведено тоа? Мислам, кој спремаш овој извештај? И јас го спремав. Не, вика на која страна? На која страна е? На предпоставено, дека има пригоди. Преглед, на прегледот. Тоа значи не може она да ви го каже, тоа е од кај нас, значи од сметководителот, од кај нас е тоа изваден. Да, ама сепак значи тие средства ви се пуштени од Советот на општина Конче, така? Да. Значи раководителката сигурно има информација, значи колку средства ви има пуштено. Сега јас тука не знам како да ти одговорам на тоа, пошто јас не сум економист, јас сум правник. Не, нема така врска, значи, дали сте, кај ама нас не треба некоја професија да се има. Не, кај нас, значи во институцијата сметководството го врши приватен. Значи немаме вработено економист и значи одреден износ се плаќа значи за сметководство што е од Радовиш. И така да он ги фактурира, мисля тие ги книжи приходи. Добро. Не знам што да кажам. Тие информации што се дадени од НЕИЗ, значи фактички или од него, значи значи јас ќе ти одговорам, значи од општина Конче за 2025 година беа доделени 4.500.000 денари. Значи во повеќе наврати имаше на социјалните мрежи дека директорот ги земал парите во неговиот джеп, а тоа не е точно. Не би сакал. Можете да ги погледнете, еве ги исплатите направени од значи од ЈП Лакавица. Не, само на 10 не ви е јасно малку што ви постави прашање. Значи овде имате субвенција дека имате 500.000 од јануари до јуни. Така? Значи тај извештај треба да биде усогласено со средствата што се пуштени од општина Конче, така? Јас не знам како ги е книжил сметководителот. Значи треба да бидат усогласени. Ама треба да бидат усогласени. Да, треба да. А во случај ако не се усогласени? Не знам што да кажам. кажам. Значи не е окей извештајот, така? Мислам, немојте да ме разберете се. Прашањето беше, значи, тука имате они приход од премии, субвенции, додатоци и донации. 500.000 денари, од јануари до јуни. И можеме да видиме дали се согласуваат со финансиските средства што се пуштени од општината ли сте? Не, тие се од кај нас. Значи вика, остварени финансиски резултати, приходи и расходи за период од јануари до јуни 2025 година. Сега тука се приходите внесени кои што ги имат добиени. Приход од премии, субвенции, дотации и донации. Имаме пуштено, ние имаме донесена одлука на Совет за 4.500.000 денари, значи на комуналното. Сега моја задача е дали да видам до кога се пуштени тие. Дали се пуштени до 30 јуни или се пуштени дел од средствата се пуштени после 30 јуни или до 30 јуни. Значи, може да биде вие приходи од премии, субвенции, дотации и донации, може да имат добиено они донации и од по некој друг основ, од некоја друга институција. Не, они тврдат дека тие донации се пуштени од општина, од Советот. Морам да проверам дали се 4.500.000 пуштени до 30 јуни. Не, мислам дека сега во случај ако поминеме таа точка како и
А гласаме за тој извештај нема да биде, што знам, на некој начин, сепак не се мало сума на пари. Што разликата може да биде и огромна. Значи, јас можам да кажам че субвенцијата е како и колку е пуштен. Тоа е 4,5 милиони што е. Значи, во 11 февруар пуштен е 3,5 милиона. Да, значи не е. 19 февруар 500.000, па после како беше? 17-4 И Тоа да. значи дека вашиот извештај значи не содржи вистините информации. Дека сега ние ги доставуваме барење до сметководството ни ги дава тие на нас. Да. податоци. Значи не се измислени тие податоци. Сега пример, што би било добро да продолжиме со таа точка и да гласаме за такво нешто што има разлика, што може да од 4,5 милиона денари. Ајде 500.000 нека биде, нели, што се одржи тука 500.000, а другите 4 милиона што воопшто значи нема на тај извештај. Вие кажавте дека вие ги спремате тие извештаи по дадени податоци и информација од страна на сметководството. И тоа значи дека вашето сметководство баш не ви дал вистините информации. Така ли е, ръководителка? Да. Пошто и преди јас на Европи, као ушање за да ми даде извештај, не ми дали за поголно тие пари што треба за од програмата за буџетот за комунално предпријатие, мислам ми ми одговорите, тоа е должност на комунално предпријатие да ми даде извештај, дали се поклопува со се тоа што одобрено. И тек се употребени средства и колку се употребени средства. Што ги одобрила општина на комуна. И мислам да ги заслужуваме, мислам заслужено да им би извештај. Не само ние мислам, сите колеги треба да бидат извештај. Не, колеги, значи во случај значи ако ви се оке, значи можете, председателката нека каже, може и да се гласа, значи тоа е ваше право, но јас мислам дека 4 милиона денара се не се мала сума на пари што некој смее и може да греши. За грешење секој може да греше. Ама сепак не е толкова. Сепак мислам од грешката треба да биде исправена. Имаш ли од извештаите, значи? Не, сега тражам да видам блок како ми ги пуштам тие. Значи, ние имаме извештај, можеме од стопански Тие документи не знам, председателка, одлучите како сакате, но јас мислам дека значи извештај што не содржи вистините и податоци и информации, што огромна е разликата на приходи, па што треба да бидат, ако се внесени тие средства, треба да бидат образложени и во расходи каде се потрошени. Значи јас не викам дека се трошени било дека, но треба да ги има тие средства таму у тој извештај. Тук се само спомнани и наброени. Дали друг барате збор? Повели? Тука сега да кажам нешто, ако сме на вода, сега мислам, мене ме интересира, за кога съм от тоа село.
Снабдувањето се вршеше редовно и со кратки прекинзи изврши прочитување на изворите мернела и извршва со цел граѓаните да имат вода за користење. Редовно се врши само Да се сослушаме само малце. Прво да се докаже. Вика, редовно се врши следење на квалитетот на вода и нејзино хлорирање. Јас тука малку ми бива несватливо, пошто за мене ниту колку што сум запознат, ниту доваѓа доволно количество на вода од Меренел и од Врчва. Таму го со проектот како извршен, не извршен, не знам дали можам за тоа да коментирам. Само сакам да видам, да ви покажам едно видео. Претходната недела селистите сме од село, која става вода од овата зазелка. Сакам да видам баш дали е прифатлива таа вода да се користи за пиење или за некои слични работи. Дека да знам дали од водоводот тоа вода сега. Можем слободно, сега можеме да идеме у Рекитец, ќе пуштиме чешмата. Може, нема проблем. Кога сакаш, може повелеите, нели, како директор на комуналното, за да видите, ути моментално, кога пуштиш вода, течете ѓубриво. И мислам ути не е дозволиво за пиење законски. Значи, јас како што знам, нема да биде така, значи користиме подземни води, користиме со пумпа користиме, а имаме, значи, од изворите што идат, имаме еден резервар, што влема водата, после од тоа резервар префрлува се за другиот резервар. И мора да е чисто тоа вода. Не верувам да биде така. Нема проблем, јас да бидам присутен. Кога сакате, повелеите, може да присуствувате, ќе пуштиме, ќе напунеме, јас по ќе видите оти водата моментално тече таква. Воре дали? Сакам да се надоврзам околу тоа што е проблемот, например, што не доаѓа доволно вода од природните извори во Рекитец. Летниот период, значи колку што има толку доаѓат. Нема доволно вода летниот период. Како може после проектот што се реновира водоводната мрежа од природен резервар, вода да немаше, а пред тоа имаме нашата помма сигурно, мислам, може да се најде податоци во комуналните, може да едно 10 години не беше уклучувана. Како претходно имало капацитет на вода да тече више на фамилии со 100 куќи, сега да нема. Значи исто и сега. Јас сега Да, имаме, ама таа вода нели сега што на пумпата тоа коште. Јас мислам сакам да ве заштитам и вас како комуналноти, таа струја што се троши треба да се плате. Многу подобро е да доаѓа од природните извори него да ги користиме пумпите. Имаме од природните извори имаме. За Рекитец, значи за 10 месец плаќаме 450 динара за пумпата. Значи има. А имате вода. Летниот период плаќаме значи 18 динара. За тоа ви напомнали, што причината нели што не доаѓа доволно количество згоре за да може да не се стават на терет пумпата да се намалят трошковите спрема комуналното предпријатие. Сега е направен со пловак со се, значи регулираме да не правиме трошок. Ама летниот период, значи секаде проблеми со водата. Во Рекитец јас сум задоволен, значи има. Од изворите има, задоволни сме. Зимно време не користиме пумпата, летниот период, значи 3 месеца користиме. По 18.000 динара. Јас мислам од тоа, ама ли го ред? Значи ако сте Добро. Повели? Вака, врз квалитетот на дадената услуга, мислам дека дополнително можеме да разговараме, но ова што има, дали е печатно, дали било каква грешка, јас мислам дека овој извештај не би требало да помене. Добро. Сега вие се знаете и да се... Значи образложи сега што е проблем. Сега, значи не е дока нас грешка, до сметководство е. Он ги е испратил, значи, јас му кажах, значи, за 6-месечен извештај од 1 до 6 месец. Он ми ги е пуштил на мене од 4 до 6 месец. Вак сега само да ви кажа. Значи, ние сега полугодишен извештај за работење на ЈПК Лукавица Конче период јануари-јуни 2025. Денес ќе гласаме за тој извештај. Нема да гласаме за некоја грешка што е било направено од страна на сметководството. Вие викате дека и тврдите дека не сте вие виновни, па мислам дека и ние не сме виновни за истото, не ли? Значи не сте виновни. И така да, значи денес ќе гласаме за тоа. Во случај
да ги исправите вашите грешки, мислам дека и другата седница тогаш да се гласа. А да гласаме за тие средства, тоа ќе биде веќе важичко и како да ги прифаќаме тој извештај. Да. Во ред другите, дали имате прашања? Значи, според забелешките, доколку не се осогласувате, предлог одлуката, полугодишен извештај за работењето на ЈПКД Лакавица Конче за период јануари-јуни 2025 година ќе се одложи за наредна седница, ќе се побара дополнителна консултација. Июли, септември. Значи вака. Нека го ставя на гласање за одложување. Го ставам на гласање предлогот за одложување. Кој е за? Продолжуваме со точка 13, извештај за работењето на ЈПКД Лакавица Конче и резултати за трето тромесечие јули-септември за 2025 година, даден збор на представникот на ЈПКД Лакавица. Исто како што и претходно наведовме, значи ово извештај е за тромесечието, значи јули-септември 2025 година. Исто така се продолжи значи со редовно снабдување на вода, имаше малце прекини во водоснабдувањето во Конче и тоа се должи на намалување, значи според големата суша, намалување во изворите што е во населените места. Исто така тука фактуриран износ и уплатени износи за Конче се 475.203, уплатени 232.682 денари, фактурирани за Горни Липовик 60.929, уплатен износ 30.237. Фактуриран износ за Долни Липовик 187.730, уплатени 96.285. За Ракитец фактуриран 211.061, уплатен износ 151.068. Дедино фактурирано 280.151, наплатено 209.131. Лубница 38.836 фактурирано, уплатен износ 9.000 денари. Габревци 33.215 фактурирано, наплатено 15.708. Исто како и од претходниот период, имавме помали интервенции тука за фекални системи, од кои во Конче 13, во Долни Липовик 5, Дедино 1, Ракитец 1, Лубница 1 и Габревци 1. Се продолжи исто така и со собирањето и изнесувањето на комуналниот отпад од населените места, како и со Народната кујна која ги вршише активностите на подготовка на храна спрема социјалните корисници. Во одржувањето на полските патишта, значи за јули месец фактуриран износ е 127.440 денари, во август 329.220 денари и во септември 265.500 денари. Приходите и расходите, како и претходно што напоменав, ги вадеме од сметководството и ги внесуваме во табелите. А ако имате некои забелешки... Може ли? Јас мислам дека добро би било и како претходната точка и да се одложи овој извештај, што сега не тврдам, доку претпоставувам дека може и да се јави и тука некои проблеми, што на некој начин може да бидат и неточни. И така да добро би било и
и би сакал да давам совет на ВД директора на ЈПКД Лъкавица, тъй като мислям дека вие спремате извещаите, а от друга страна он се подпишува. Така, значи за вистинето са на този документ, така да вие като директор твърдите за вистинето са на това, без разлика кой ги спрема. И мислям дека мой совет би било да вършите контрол и надзор връз тези извещаи или било коя документация ще издавате от вашето предприятие. Дали во ред спрема бројките Ивана како предлагачи или на извештај, дали овој извештај соодветства? Овој да, во ред. Да ги проверат. Добро. Чисто мислам сега, ако веќе се случи да има некои пропусти, аз мислам дека треба да се направи една проверка со собирање на бројки со се. И аз стоям на разполагање, значи во секој момент дека нештото ќе го провераме како што треба, со финансиски документи, со изводи. И ако книговодител ќе ви даде тоа што треба да даде, ама јас мислам, мое мислење, значи не, сега јас го гледам така на мене, од страна ми изгледа во ред, меѓутоа кој веќе едната точка е одложена, јас мислам нема да има проблем. Нема проблем. Нема да има проблем да биде следната седмица, да бидеме у сето тоа што го даваме. И вие како директор, и ние како општина застануваме заради тоа, значи да биде секако што треба да биде контролирано. Да, Нека грешка да бидем разбрана од никој, значи веќе у секој случај, значи се случуваат грешки, секој што работи ќе греши, доколку не работевте немаше да имаше грешки. Да. Немаше да го. Во ред, благодарам. Повели? Гледам тук за точката одржаване на общински и полски пътища и зимско одржаване на улици и пътища в община Конча. Вика, съгласно програма за одржаване на полски пътища и зимско одржаване на улици и пътища от Советот на община Конча и Лъкавица, исто така во овој 3-месечен период за 25-та вршеше саниране на общинските и полските пътища и в община Конча. Во оваа тромесечие во 25-та година состојбата на локалните пътища и улици на територијата во община Конча беше добра со редовно одржување од нашата страна. Вършим чистење на локални пътища на цела територија во општина Конча. Гледам тука некои износи има тука додадено за јули, август, септември месец. Тука поважни реализирани изработни активности вика одржување на влашки коливи, учество во одржување на дворот на манастирот Свети Стефан Конче, уредување и одржување на школските дворови, изработка на приклучи на канализација и чистење на гробишта. Јас имам едно прашање. Предходната седмица и мислам и пред това, като дојех, гледам оти тук скипов е поставен на сенка. Сакам да питам колко време е у таква состојба скипов, што не се одржува и како са одржавани полските пътища и санирани, и колко време, сакам да знам дали, мислам скипов, колко време е у таква состојба. Една недела. Јас и предходно, пред месец време го видех горе да го. Работеме со скипов. Имаше мал проблем, работеме, па се сервисира сега пумпата, ништо не. Се за една недела пак и биде активен. Сакам, нели, за ваа околу вика за одржување на дворот на манастирот Стефан. Има ли податок колко пати се е одило комунално предприятие там да прави одржување на дворот, пошто гледам, нели, често пати по интернет се вртат как се собира, нели, народот да само активно да ги прави тоа. Сепак гледам тука има доста убави суми напишено, нели, за тие 3 месеца. Сакам, нели, да имам барем податок што се е работило по тие 3 месеци, нели, за што се е работило, дек се е посадувало дрворедите тука што се спомнали, не знам што тамука. Сепак мислам треба да има некој извештај, нели, за што се потрошени тие пари, што се е работило. Значи налозите ние бараме од општината, налог земаме и завршуваме чистење, косење, било што, значи имаме извештај и се. Вако, јас сакам, нели, ако се одложи за наредната седмица да добиам извештај, пошто може ли? Само малко. Пошто, нели, сите сме, нели, во село, гледам, нели, негна во гробиштата, моментално ургите с гробишта нема ни трефка укосено, одржување. Тука ги пише чистење на гробишта по програма за одржување на гробишта. И тоа е спаднало овие 3 месеца што се оделени тие суми. Ама тогава напишено, значи тогава така. Значи што ме ставено, значи нешто се е оделувало и за това, што го има у точката. Немаме нешто за гробиштето, немаме, значи
фактурирано ништо. Да. Сепак сакам, нели, ќе да се одложи ваа точка и за народната седница, мислам, убаво да имам извештај за тие 3 месеца, за што се потрошени тие пари, дек се е работило и што се е работило. Пошто претходната програма која одобри, нели, за буџетот на средства за комунално предпријатие, има там, нели, суми што се таквашо, колегата ми кажа оди, тоа треба да ни даде извештај комунално предпријатие со согласно до општината парите што се одобрени за таа програма да се поклопат со извештаите. Да. Треба да правиме некоја табела и јас на телевизор да објаснам. Фактурите ќе ги достави Фактурите, да, фактурите и да објаснам како што треба, да не е со документи, да објаснам. Може ли, председател? Само што овде раководител што ни објасни дека ви доставувате исто така и фотодокази, така? Значи за иста работа, значи доставувате и фотодокази, така? Да. Добро. Значи, прво се спрема налог од општина Конче, доставува се Да ни објасни. Конче. Врз основа на тој налог се изготвува извештај. Го доставаме извештајот и врз основа на извештајот има прикачено фактура со испратница и плюс имаме доставено фотографија. Значи за секоја активност што е извршена од наша страна, така оди начинот на документација и така се продолжува. Прашам, во случај ако ви е дадено налог од самата општина за чистење на гробишта, вие сакате да кажете дека смете да одбивате тоа, така? Да. Добро. Мора тоа да го завршиме. Не. Дали смеете да го одбивате тоа, тој налог? Не, значи И во по тогаш одредена програма, значи во општина Конче што ни ги доставува, има еден дел, значи што стои таму. Они можат на нас да ни дадат налог денес, например, во општина Конче, додете, например, во село Конче, додете да ги чистите гробиштата. Врз основа на налогот ние мораме да извршиме таа активност и да се спрема. Не, пошто кажав. Не, чек сега спред карта. Значи, нивната не се разбирате. Не, прво ми кажа дека немате лиценца, после ми кажа дека треба да... Значи, они, ако добијат налог од општина Конче за чистење на гробиштата, значи нема да го одбијат налого. Меѓутоа, они во сметката за вода нема чистење на гробишта. Така ли е? Така е, да. Значи, ќе си ја погледнете сметката за вода. А доколку добијат налог, така ли е, Тинка, да не греш? Доколку добијат налог од општина Конче, да ги чистат у Конче или у било кое населено место, гробиштата, значи, они нема да одбијат. Ама не можат они да земат, значи немат они само инициатива, како да кажам. Од луѓето не можеме да земаме финансиски средства, значи Ама вака сега, значи тоа никој не кажа дека треба вие од луѓето да земате финансиски средства за тоа и да биде платено од самото население, значи сепак е предвидено со самата програма. Програми се ќе донесуваме така да знаеш како ќе се затржи. Не, само момент, може ли малку? И во случај, значи, и вие ќе нема да одбивате. Нема да одбивате, така? Значи тој налог. И ќе реализирате тие активности. И ќе биде, значи, налого после, мислам, ќе биде фактурирано и ќе биде фотодоказ дадено до општината, така? Да. Добро, сега сме јасни? Добро. Јасни сме, Доколку- значи, дека не може да стават на сметката на граѓаните како дадена услуга, а општината во случај кога има огромни треви, нели, кога населението не може да оде по тоа, ако им даде, јас така го разбирам од тие со налозите не учествуват. Значи, за луѓето да плаќаат тоа. Значи, ние кажеме... Да, во ред, да. Океј. Доколку не се усогласени, се одложува за наредна седница точка број 13 извештај за работењето на ЈПК Лакавица Конче и резултати за трето тромесечие јули-септември за 2025 година. Го ставам на гласање за одложување кој е за. Во ред. Продолжуваме со
точка број 14 предлог одлука за доделување на финансиски средства за запишани правачиња во Основно општинско училиште Гоце Делчев Конче. Давам збор на раководителот на сектор за правни работи. Благодарам, вие сте слободни. Нема време цела ден тука да седиме. Ќе се коригират. Значи и ова предлог одлука е помината на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој секоја година од страна на општина Конче, со донесена одлука од Советот на општина Конче се доделуваат финансиски средства за запишување на првачиња во ОУ Гоце Делчев Конче. Причината за донесување на ова одлука во месец ноември се локалните избори, бидејќи кога беа распишани изборите веќе не можеше да се доделуват такви финансиски средства и од тие причини предлогот сега е доставен како дневен ред на Советот. Значи со ова одлука по повод запишување на првачиња во Општинското основно училиште Гоце Делчев, Советот на општина Конче доделува финансиски средства на нивните родители во висина од по 6.000 денари нето износ. Член 2. Средствата за првачиње ќе се исплатат на трансакцијски сметки на еден од родителите согласно официјалниот список за првачиња од ОУ Гоце Делчев Конче, кој ќе биде составен дел на одлуката. И член 3. Одлуката влегува во сила од денот на објавување во службен гласник на општина Конче. Исто така во материјалот го имавте и списокот на ученици од прво оделение за учебната 25 и 26 година. Дали имате прашања? Повели? Видите, јас имам прашање тука. Мислам, како се донесе одлука да биде по 6.000 денара на Совет или Тоа го предлага градоначалникот како предлог одлука е. Градоначалникот како и претходната година од него произлегува тој предлог и согласно програмите по 6.000 денари за секоја прваче. Значи согласно финансиските средства со кои располага општината во согласено со буџетот, значи и за ова година се предлагат 6.000 денари. Јас мислам оти според трошковите секојдневни што ги имаме, мислам оти според мене се малку 6.000 денара, мислам оти треба барем да се донесе одлука, ако можеме и ние како Совет да одлучиме на това, мислам оти треба барем да бидат минимално 10.000 денара за секоја првач. Сепак како општина, нели, како што намалуваме на наталитетот, мислам оти треба малку да се даде некоја мотивација кај младите и мислам убаво да се даде на поддршка барем од 10.000 денара за праводеленец. Ако можеме ние како Совет да донесеме нешто таква одлука. Значи, за тоа ќе даде одговор Ленче, раководител на финансии, дали би можеле да се вклопиме во буџетот за 2025 година, оти бидејќи сме на крај од годината и средствата се реализираат веќе при крај. А во програмата за наредната година, доколку сметате дека треба повеќе, значи може да видиме, да предвидиме за 2026 и 2027. Она нека се произнесе во тој дел, јас не можам да дадам одговор. Значи, јас сега предлог малку, нели, некако е лошо некој да дава повеќе, а јас да бидам таа што ќе кажам, ќе се држиме на 6.000, се со цел за да можеме средствата да ги исплатиме до краја на годината, односно до 15 декември. За да можеме да ги исплатиме, значи да се уклопиме во рамките на буџетот, значи 6.000 да биде. А ако биде нешто повеќе, веќе преминува во наредниот буџет. А у наредниот буџет ќе имаме нови првачиња, ние исто така даваме средства за матуранти, за полуматуранти. Значи ќе имате прилика у програмите кои што ќе бидат донесени да се доискажете, значи у програмата да дојде до зголемување. Апсолутно немам ништо против да се зголемат средствата да бидат 10.000. Меѓутоа, у рамките на буџетот не можам да кажам дека има средства за да бидат 10.000 за тековната година. А за наредната година веќе тоа да го планираме како што ќе се договориме. Пошто преги, нели, мислам, раководител Игор кажа, има да останало средства од
Општината изборна комисија дека не се потрошени сите, мислам дека може да Како не се пренамени нешто. потрошени? Не може таму да ги пренаменеме. Ставките се различни, значи затоа јас и преска кога образложувах одлуката за пренамена, затоа напоменах еден мал вовед што е суштината на буџето и кога ги носиме програмите, значи програма за јавни дејности или за социјални програмата за социјални дејности, социјална грижа, значи ќе посветиме внимание повеќе, што треба да зголемиме, ќе зголемиме, може да па има некаде дека треба да се намале, значи да бидеме реални. Нели сега да направиме заеднички за во иднина да размислуваме да бидат тие средства поголеми. Апсолутно немам никаков проблем за да не излеземе од тука да кажеме раководител на оделение за финансиски прашања кажа не може да се зголеме, значи да бидам само јас виновник, стварно не можам да го прифатам тоа. За да ги спатиме средства. А веќе за наредна година, значи ќе ви кажем, имаме ние у програмата за матуранти, имаме за полуматуранти, кои се со територијата на нашата општина. Значи матуранти без оглед на се, дали учат децата во Радовиш, во Штип, во Скопје, нас тоа не нас занима. Значи за матуранти имавме у теком на година 6.000 денара за матуранти. Значи ќе размислуваме у иднина. Дали може тоа да го зголемиме, дали имаме значи за истакнати спортисти од општина Конча. Сега сите ги сакајќи или не сакајќи ги следиме социјалните мрежи и гледаме, нели? И мислам дека ќе продолжиме да се движиме во тај правец за да може да се задоволиме граѓаните на нашата општина. Така да сега, пак ќе кажам, не сум против, меѓутоа во рамките на можностите на буџетот. Благодариме за образложението. Го ставам предлогот на колегата на гласање за 10.000 денари, кој е за? Против? Воздржани? Го ставам на гласање предлог одлука за доделување на финансиски средства за запишани превачиња во Основно општинско училиште Гоце Делчев Конче. Кој е за? Против? Воздржани? Во ред. Преминуваме на точка број 15, предлог решение за разрешување и именување на член во управниот одбор на јавната општинска установа за деца, детска градинка 12 јули во Конче, општина Конче. Давам збор на председателот на комисијата за верификација. Здраво на сите. Предлог решение за разрешување и именување на членови во управниот одбор на јавна општинска установа за деца, детска градинка 12 јули во Конче, општина Конче. Член 1. Од должноста членови во управниот одбор на јавна општинска установа за деца, детска градинка 12 јули Конче, представници од основачот општина Конче се разрешуваат: Сања Велкова, Саветка Коцева, Блаже Манчевски. За членови во управниот одбор на јавната општинска установа за деца, детска градинка 12 јули Конче, представници од основачот општина Конче се именуваат: Анета Монева, село Лубница, Кристијан Костадинов Конче, Серген Абдурманов Конче. Член 2. Од должноста член во управниот одбор на јавна општинска установа за деца, детска градинка 12 јули Конче, представник од Министерството за социјална политика, демографија и млада се разрешува Веца Петрова. За член во управниот одбор на јавна општинска установа за деца, детска градинка 12 јули Конче, представник од Министерството за социјална политика, демографија и млади се именува Ивана Атанасова од село Дедино. Решението влегува во сила од денот на објавување во службен гласник на општина Конче. На состанокот на комисијата за мандатни прашања беа изгласени дадените предлози во управниот одбор на детската градинка. Благодарам. Дали имате прашања? Повели? Јас и претходната седница дебатираваме и малку бех разочаран од колегите како советници. Што го кажаваме дека работиме во интерес на народа, ма гледам дека малку не е тако. Мене ме интересира, овие три лица што ги предложивите вие, по кој стандард, по кој критериум се изберени? Кои критериуми треба да ги исполнат за да бидат членови на управен одбор? Мислам дека треба да има некој критериум за да биде некој предложен. Плюс тоа, за мене е чисти
да не кажам дискриминаторски, тројца членови и сите тројца членови се од село Конче. Има и од Лубница. За мене Лубница и Конче е како исто. И ви сакам да знам нели по кој критериум се изберени и предложени овие три лица. Како критериумите? Мора да има некој критериум. Прво излогим. Значи, може Дали треба да поседува високо образование, дали треба да успено нешто, дали треба да има дете во градинката. Не може да поставиме некој, например, нешто ако нема или Има и високо образование, деца што има. Ајде да викнеме некој од полиција ќе отвориме таму во управен одбор. Ги знаеш кои се од тука, има Ама има значи и и со деца. факултет, има и што има и деца. Значи Точките критериуми кои се? Точни критериуми нема за од основачо кој, значи тие што ги определува членови основачо, вика само ги определува тројца членови основачо на јавната општинска установа детска градинка. И како основач може да предложи кои се тие предложени, не знам, имат сигурно и деца, мислам, оти се млади луѓе. Така да, други критериуми нема, говорам според статуто на градинката и според законот за заштита на децата. Јас мислам оти не е исправно да помине оваа точка да се разрешат, ако не треба да има некој критериум за нешто. Сепак мислам дека сум во право и мора да видам, дајте ми критериум од кој статус, как се, по кој таква, што услови треба да исполнува. Сигурно мора да има некој услов што треба да исполнува да биде член на некој управен одбор. И мислам, и не се прифатливи, и не ми прифатливо на мене што не прифатливите ни еден предлог од било кој друга страна. Може да го изцитирам кој е член горе, ако треба ќе го донесам и законот и статуто, бидејќи сме ние основачи на градинката и сите тие работи која се основаше, кога ги донесуваа статутите, тие имат и согласност добиено и од самата општина, значи согласно член 144 став 10 и 13 од Законот за заштита на децата и значи има право Советот на општина Конче да разрешува и именува членови во управниот одбор на општинската установа за деца. Ако треба сега во моменту ќе одам и ќе го земам, мислам и статуто дека има. Само малку да се докажам пред јас. Мислам дека треба да ми се донесе нели по кој стандард ќе се избират. Заедно ли да разговарам за член 2, мислам за точката член 2 или? Да, заедно. И тука сакам да спомнам по кој стандард е разрешуваат тука оваа личност? Дали истече мандатот, пошто некогаш не можех да дебатирам за това, пошто бех револтиран од моите колеги и напуштих седницата? Значи, согласно дописо, што е доставен од страна на секторот за правни, нормативни, општи и заеднички работи од Министерството за социјална политика и демографија, има предлог за член на управниот одбор. Министерството снимете ли вие? Не снимам, само да прочитам еден дел. Не, зашто да ве снимам и Министерството знам се снима, ама Министерството за социјална... Може да видите дека слика, сакам да ви прочитам член од законот. Знам го члено. Министерството за социјална политика, демографија и млади во врска со член 114 став 9 и став 18 од Законот за заштита на децата ви доставува предлог за член на управниот одбор во ЈОЛУ детска градинка 12 јули во Конче. За представник на Министерството во управниот одбор се предлага Иван Атанасов со телефон на место на претходно предложениот член. Согласно член 114 став 18 од Законот за заштита, представникот на Министерството во управниот одбор го предлага министерот и го именува и разрешува основачот. Значи, која е Ивана? Атанасов. Ваа што беше тука вработенето таквото, у комуналното. Значи, јас по добивањето на тој допис баш ги погледнав одлуки, има, не знаете дека службените гласници се објавуваат на веб страните на општините и во неколку општини секаде дека што го има дописо добиено, ги имат разрешено членовите во
Бага сега, нели, што викаш дека ве снимам, не е точно. Сакам да ви прочитам член. Вика, мандатот на член на управен одбор може да му престане пред истекот на времето за кој е именуван, ако биде разрешен од органот кој го именувал. Предлог за разрешување на член на управен одбор пред истекот на време за кој е именуван донесува управниот одбор со мнозинство гласови од вкупниот број членови на управниот одбор. Управниот одбор ќе донесе предлог за разрешување на член на управниот одбор пред истекот на времето за кој е именуван во следните случаи: нередовност или спреченост да учествува во работата, ако престанал основот за именување, ако работи спротивно на статусот, законот и други акти на јавната општинска установа за деца и детската градинка и на нејзино лично барање. По кој од вие 3-4 точки што ги прочитах е донесен одлука од Министерството за што ви доставено дека она не ги исполнува условите, как ги дегува. И мислам оти за член на управен одбор од Министерството не треба да биде вработен во општинската зграда или комунална, мислам, колку што сум запознан законски. И мислам оти може това да се и провери дека нема право член на општината и на комуналното предпријатие да биде член на управен одбор на детска градинка. Не. Значи тоа дел мислам да јас ќе го најдам ако треба и да. Она е вработена преку приватна агенција за вработување, нема нити редовен статус уште ива на таму, така да тоа нема пречка дека не може да биде член. Јас ви кажах, они са предлагачи на тој член во управниот одбор и имат постапено и другите општини и затоа е дадено тука како по нивно барање. Они са основачи, тоа предлагачи и мислам дека не дека прв пат. Значи да, јас мислам оди малку незаконски ова. Малку, дали е мислам оди не е законски, мислам колеги треба да размислиме дали треба да се гласува да се разрешува некој без истек на мандат. Пошто мандат може да си даде само отказ или ако мислам оставка или ако не присуствува на седници на управен одбор на тие како ние советници што сме, ако не доваѓаме нели устатус, ако не доваѓаме на седница може да ме разрешат да не биде такова. Така да мислам оти секој член на некој управен одбор нема право никој да го разреше без негово лично барање или ако не присуствува на седниците. Тоа е теоретски да, практично е многу често. Ама јас мислам оти не треба да одиме на така. Мислам оти треба да одиме на теоретски, на законски, со факти, со факти. Не е наш предлог, значи и стоам за тоа што е дадено од Министерството, а за другото натаму вие... Да, вие си мислите, јас мислам оти завајајќи мислам оти ќе има и барање од наша страна како координативна група од СДСМ до Министерството горе оти не е законски да се разрешува член на одбор без факти или без Повели колега. Овака само ръководителка да ви прашам, значи тук ще се работа Анета Монева. Како основач на јавната установа, да, точно дека ние имаме право, значи општината има право да разрешува и да предложи. Но тука Анета Монева, мислам дека е како родител на дете, што градинка треба да биде од советот на родители треба да биде предложен. И дали имате вие допис од самата градинка значи за тој предлог? Тоа е едно, првото прашање. Второто, сакам да имам увид значи на самиот допис што ви е стигнано од Министерството и дали на самиот предлог одлука што е, дали има наведени причини, од кои причини се разрешува член на управен одбор? Јас го прочитах допис. Сега го прочитах. Може ли да видам? Може, нема проблем. Јас додека го разгледав колегата сакам да спомнам. Тука треба мислам ако веќе се одлучува да гласа, ако не прифаќате некој наш предлог, мислам од тука треба да се разделат два члена, не може да ги гласаме и двата члена заедно. Јас предлагам од првите три лица веќе ако се разреши, ако изтече мандатот, да има предлоги од нас еден.
Ако сакаме да бидеме како колеги, да соработуваме. Според вас, нели треба да биде наведено од која причина се разрешува веќе постоечкиот член и од која причина значи треба да биде? Значи, сепак е тоа повисок орган. Да. Но јас мислам дека самата општина треба да побара значи дополнително известувани допис од самото министерство која е причината. Пошто сепак не знаеме која е причината, нели? Не знам, затоа што да ви кажам. Допис Не, кажете, дали ви ќе пуштите допис, пример, за овој предлог? Мислам дека треба да пуштите. За дополнителна информација, за да знаеме која е причината. Или нема да го направите? Јас ви кажах дека у сите општини има доставено Не, може ли да оставаме? Ако гледаме у сите општини, значи деловникот, значи у сите општини може да се усогласени со уставот, само кај нас најверојатно. Само секаде се неусогласени. Значи тоа беше еден темплейт на статут и на деловник дека јас дури кога го читах, знам дека сега не треба да одиме од други точки, ама ето спомнуваш за деловнико. На сите општини тој член е укинат. Бидејќи еден како темплейт примерок беше даден од министерството и сите скоро тука некаде статутите и деловниците ги донесеа по тој терк. И затоа на сите општини се укинани тие членови. И шом се укинове, тоа не се применува. Ама добро, да не ги имаме само деловник, значи да биде избришна таа алинеја. Алинеја ќе донесуваме од 2006 се планира нов статут и нов деловник. Значи кога се праве измена и дополнување или кога се праве прочистен текст, тогај се пишува дека членот тоа и тоа по решение на Уставен суд се укинува. Не го бришеме ние, туку само го спомнуваме решението. Ама кога се праве тие се малце поделикатни постапки, што одат во две фази, нацрт и предлог, која ќе донесуваме. Јас мислам дека треба да се треба да работи таа работа од општинската администрација. Статутарна комисија треба да работи. Статутарната комисија. Со помош на администрација, точно дека ниту една комисија не ги изработува сама документите, ниту советот, туку ние ги изработуваме со ваше учество, со запознавање. Од тоа дел сега да не се прескокнуваме за тоа, значи јас мислам дека за ова мислам дека треба да се побара од страна на општината дополнителна информација која е причината што се разрешува самиот член. Сакам образложение од која до која дата му трае мандатот и до кога трае мандатот. Добро, вие дадете тоа како предлог и нека се гласа. Не, ама па ќе некој значи па изслушуваме само Моленка. Да. Значи не може да нема сега да. Еса ние може да полемизираме, да дискутираме поединечно, да. Јас ќе се навратам пак на прва точка, после там ќе за прва да решиме. Јас како колега ја ќе ви дадам и така. Јас ќе ви предложам 3-4 имена, вие сите си го одберете ден. Не мора јас да го предложам, кој сакате вие го прифатете од тие 3 члена еден. Како колеги, мислам дека треба да имаме и ние предлог там. Ќе ви прочитам 3-4 имена, ќе ви кажам, вие ставете еден. Сами си одберете еден. Мислам, колешки, мислам да ме разбираш доволно. Разбирам, да, сакате да дадете и ваш предлог за да влезат овде во само да запитам, вие бете медицинско лице, така не? Да. Сега неким да ме разбереш, не лично мислам, Хипократова во заклетата полагане ли? Да. Мислам ти добро се разбираме што означава Хипократова да заклетата и мислам ти треба да ни прифатите предлог и од наша страна, пошто не треба да биде никој дискриминиран у некој случај. Како човеци, како колеги, како советници. Така да мислам ти, ако ме разбирате, треба да прифатите предлоги од наша страна. На комисијата се дадени предлозите. Да, предлозите и ама не ги прифатија. Јас се напуштих седница, пошто за мене не е прифатливо такво нешто. У еден совет да се работи. Не може да се гласа, кога не, ние знаеме, например, од имате мнозинство, ќе го изгласите.
Ама мислам ути за некои точки што треба се, како преки што донесеме одлука да се одложи седницата за да ни дадат образложение. Мислам дека треба да прифатите и наш предлози негде. Треба да работиме. Во ред, да. Јас сакам председател да ми одговара. Вие ќе ми давате образложение само за некои работи. На комисијата колку се изгласани? Предлозите од нашата колеги. Наш предлог ние да не прифатиме. Мислам ути не е добро, сега не ќе нели да се повторам, мислам ути треба да не разберете, мислам ути треба да прифатите барем еден, јас за два не ви тражам еден да ни влезе. Вие одберете кој ќе го прифатите. Дадете и Предлозите ги дадете. Да. Јас имам тројца Не предлози. можеме да гласаме за некој што не сме запознаени со вашите предлози. Да. Имаме предлози, јас имам три. Фикрие Абдураман, Сара Јакова и Зоран Манчевски. Од тие три предлози, ако има и колегата, не знам дали он не беше во комисијата, јас тие три ги предложих. Ако има он некој да каже, нека каже, вие одберете ден кој ќе го ставите, прифатите од ваша страна. Добро, другите прашања? Јас мислам дека од страна на градинката е испратено барање во врска со мене, значи како да нема судерни интереси, како што бев, мислам, се уште мислам дека чим немаме пред нас таа точка, председател на управен одбор и значи таму е побарано разрешување и предложено друго. А не знам зошто нема таа точка, а што се однесува значи пак со истата проблематика. За да немам судерни интереси како советник и како председател на управен одбор. Може ли само да ми кажете што е причината што нема тоа барање? Барањето кога е доставено? Мислам дека доволно време има од тоа. Ќе погледнам во архивата, ако е доставено ќе оде на наредната седница. Ќе видиме. Што тука е исто, како он што си дава предлог за оставка заради судерни интереси, тоа го напоменувах со члено 2 за назначување на Ивана за Благодарам. за член на одборот. И мислам дека не е прифатливо и тоа е судерни интереси таму. Вашите забелешки од страна нели на вас колега, предлагам да направиме дополнителни консултации и ние и вие, па да се разговара за наредна седница. Тоа за наредна? Не бе за наредна, тоа си оде. Зашо за наредна? Нема тука за наредна. Тука веќе председателка додека говори, значи не би требало да се Да. А добро би било значи Да се усогласите може сега, на теко на тоа. Потреба да се одложува. Добро. Прифатете еден предлог од наша страна. Да не се одобрекуваат ни седници ни ништо. Добро, да ги ставаме на гласање вашите предлози. Не па сега. Ајде, значи многу е одолговлечевите работите. Значи терајте по 5. Добро, ајде. Не е добро, ние сме с два и платени и два сме изгасени од народот. И мислам, председател, ја мислам, дека многу добро ме разбера. Ве разбирам, да ви кажам. разбирам И јасно, мислам, значи. одберете едно име од тие предлози и пуштете таа точката на тие тројца членове, нека се оде на гласање. После твојата дискусија јас сакам да кажам нешто. Вие може да ми образложите нешто што не ми е јасно само, иначе за други работи ќе разговараме со председателот на Советот и со членовите на Момент, кој ги предлагате? Јас ги предлагам Фикрие Абдураман, Зоран Манчевски и Сара Јагова. Имам три предлози. Тие предлози еден прифатејте, кој сакате вие, ставете го тие три члена и пуштете таа точката на гласање. И фактички од тие другите предлози треба да падне еден, така? Нормално, од нивните предлози оди треба. Ние сакаме еден да стават. Од нашите предлози, од моите. Како член на мандатна комисија. Да. Јас имам предлог за чисто за извештаите да оставаме за другата седница. Извини, Исто како извешта, значи јас предлагам значи да оставаме за да се консултираме и да оставаме точката да одложиме за другата седница. И мислам дека ќе имаме најпродуктивна и најсигур
Јас сум за сега да се прифате жени, нек се ставаме точка да не се натрупат и повеќе материјали и за друга седница, и за наредна седница и за се. Не, добро би било значи меѓувреме општината да пушти допис што ќе се однесува за Иван Атанасов значи за да се знае која е причината за разрешување на која беше Вецка, мислам. На веќе постоечкиот член, која е причината да се образложи од страна на Министерството, иако сме, мислам дека и тоа треба да се направи и мислам дека имаме доста време што да се и да стигне и самиот допис. До тогаш ќе имаме целосниот материјал и ќе знаеме како треба и што треба, што на некој начин ќе донесеме одлука што ќе биде поефективна. Секој може да побара